Со мене е Лука, бендот се вика Vagina Corporation и зборуваме за нивните нови активности. Лука, здраво. Здраво. Види ми што сум тука. Фала што ме поканивте. Фала што дојде, знам дека си уморен од пато, дека патуваше недела дена по Европа, али дека имаш што да ни кажеш. Имам што да мислам, се надевам. Со Лука зборуваме за две работи. Зборуваме пред се за Vagina Corporation, бендот кој станува регионално препознаен, а зборуваме и за неговиот друг бенд кој се вика Lufthansa, исто така веќе прилично искусен и етаблиран не само на овие простори, него и пошироко. Па што има ново во корпорацијата наречена едноставно Vagina? Што има ново Vagina? Па Vagina прави мала пауза моментално. Не знам, свиравме претходната недела во Белград на Changeover фестивал заедно со Стој после, нашите соборци. Мислам дека прилично добро поминавме, беше добра свирка. Имаме публика во Белград, има млада публика и сака македонска музика да слуша и мислам дека се повеќе ќе свириме таму. Да. А за нови активности, нови идеи, па сега треба планираме албум да нови песни да правиме. Она што е последно од вас, тоа е не е документарен филм, али тоа е концерт, снимен како филм. Да. Ова е живо? Дали ова е живо? Дали ова е живо? Да. Ме оставивте без сон и не се кајам, го одгледав во еден здив. Навистина, дали тоа беше во живо? Тоа не беше целосно во живо, имаше малку имитација на животот. Не можеше, бидејќи пробавме да го свириме од прв залак, но ситуацијата не дозволуваше, бевме преморени, некои песни некаде тотално сгрешивме и моравме да мистеријата да не ја уништувам, не е тотално во живо, се. Да, но голем дел од песните се во живо. Меѓутоа, тоа како носач на звук се најде и е вашиот жив албум. Да. Сакам да разјаснам, во живо албумот, се е во живо снимено, ништо не е додавано отпосле. Одлично. Да. Само не е во еден забав, сето тоа. Добро, работевте. На кого му текна да снимате во куќите на Роџер? Надвор од Скопје. Тоа му текна на Ивица Јанкуловски, Штраф. Во чие студио работите? Во чие студио сакавме да работиме и отидовме кај него со идеја за да снимаме лайф албум. Мислам, ги имавме ние првите. Со публика или без публика? Па, требаше да има публика, со публика. Поентата беше без публика. Кај него во студио само ја однесовме идејата и рече ова е тотално досадно. Као немојте ова да го правите, ако сакате да бидете медиокритетен бенд, снимајте го кај мене. Мислам, и ако не икете, да смислиме нешто. Имаше една идеја да снимаме на Велес, на некој брод, на Младост езерото, таму. Романса, нешто така, као да биде као свадба да правиме и да свириме таму, ама ќе беше тешко за изведба. Потоа на Роџер Пијано за свадби, нешто ги гледавме сликите, се кикотевме, се смеевме. И само на крај му текна во Роџер Пијано станот над буква, што е над кафичот буква. И само го гледаме и на полу шега ај овде да го направиме. И на почетокот не бевме сите тотално за, ама се повеќе, наистина имаше посмешна и полуда идејата и на крајот некако Филип, гитара што свири во бендот, рече дека знаел некој, што го знаел, имал контакт со Роџер Пијано преку татко му и така некако стапивме во контакт и одлучивме таму да снимаме и такво е местото максималистичко и да не речем до негде, мислам, кич, ама тотално ни одговараше на нашиот звук, мислам, некојаш имаме баш максималистички тенденции, да. Фантастично е оно што се гледа и што се слуша на концертот, 54-5 минути се гледаат во еден здив. За сега тоа е достапно како YouTube снимка, вие тоа го промовиравте во кинотека на Македонија. Да, така беше со публика, да. CD од
живата снимка може да се купи? Може да се купи, може да се купи. Моментално не може секаде, најчесто на концерти ги продаваме. Логистички тоа ќе го решиме во најбрз. Мислам, ќе пробаме да го решиме. Ќе го решиме. Има ли интерес? Има интерес, има интерес. Го продаваме на концерти, на Луѓето турнеа. прашуваат, Сакаат, апсолутно сакаат, да. Мислам, сега моментално CD-то е некако во регресија. Сега луѓе повеќе Али повторно има колекционери кои сакаат да го имаат. Посебно луѓе, јас на пример слушам многу музика во кола, најубаво ми е да слушам додека возам, кога правам две работи одеднаш и за луѓе со коли што имаат CD плеери, е добро да се има CD. Кој е сонот на млад бенд кој има што да каже во денешно време? Кои се вашите крајни цели? Претпоставам да можеме да го правиме тоа како главен извор не на приходи, туку на приходи за човек да може да живее од тоа што го сака. Мислам, скоро е невозможно тоа, ама во идеален свет тоа би го правеле. Да, би оставиле се и би правеле уметност или музика. Мислам дека за повеќето мои со бендовци е така. Да. Успевате ли полека да си го најдете својот пат? Полека, понекогаш сигурно, понекогаш не толку сигурно, но чекориме кон нешто повеќе. Вашата публика е повеќе од Македонија или од регионот? Ја кажа во најавата дека станувате и регионално препознатливи. Па, поголемиот дел е од Македонија. Мислам, има една апликација, Spotify, и ако си артист, као бенд, можеш да видиш од кај те слушаат. Од каде најмногу ве слушаат? Најмногу слушатели има од Македонија, па после Србија, и по градови дури ги кажа, Скопје, па Белград, па Љубљана, па Загреб. Да, југословенските, екс-југословенските земји, да. Да, претпоставам дека и поради јазикот, дека можат да го, можеби не целосно да го разберат, ама можат до одреден степен да се поврзат, дури емотивно, затоа што е нешто поблиско до нивното од англиски. Знаеш, има толку многу англиски бендови што да слушаш бенд на твој јазик е некако освежувачки. Да. Вие сепак во изразот го одбравте македонскиот јазик, одлично функционирате. Фала. Мислам дека многу е битно, природно и повистински. Поблиску е тоа што го пееш, кога го пееш на твојот мајчин јазик. Ако пееш на англиски, некако создаваш дистанца помеѓу тебе и текстот. Ти можеш да бидеш неискрен на македонски, малце на својот јазик е тешко да лажеш. И тоа мислам дека го гледаат луѓе. И веќе има, мислам, до некој степен не ми е јасно зашто би пеел на англиски. Има толку бендови во светот, милиони што пеат на англиски и самиот се пукаш в нога. Мислиш дека потешко би излегле? Апсолутно. Со пеењето. Да. Потешко би излегле, полажно е според мене и треба да се зачува македонскиот јазик и не може да немам музика на македонски. Мислам, ако јазикот умре, тогаш секој умре. Така е. Ме остави без зборови. Зидот празни зборови, меѓу нас и она што е суштина. Подготвувате нови песни, нов материјал? Да. Моментално спремаме. Малце поспоро одиваме. Како тече процес на создавање на нови песни кај Vagina Corporation? Кој го носи главниот дел? Или сите помалку? Па, моментално сите го носиме. Претходно јас ги носев песните, ама последниве песни доаѓаат од джемови. Сите заедно джемаме и после ги бираме деловите што ни звучат добро и седнуваме и навлегуваме во нив детално, ги дисектираме, ги сечеме, се караме често за дали да биде на хет или на рајд или за дали таа нота, ама мислам дека не може да не се караш. Или не да се караш, туку да имаш несогласувања. Се создава некој брейнсторминг. Брейнсторминг. Често пробувате, имате чести проби? Имаме, да. Во овој период не толку
дека беше сите патувавме, не секаде бевме, ама сега сите сме дома и ќе почнеме да работиме по-концентрирано. Ти си студент на филолошкиот факултет. Да, јас сум моментално запишав втор факултет, да. На компаративна книжевност сега се запишав. Како ти оди? Одлично, професорите се одлични. Имаат страст за тоа што го предаваат, со љубов го прават. Као и вие што ја правите вашата музика со љубов. Да, секогаш е добро да се види човек со страст, некако полесно е да го слушаш и да му веруваш наместо некој што веќе нема надеж и ниту љубов за тоа што го прави. Лука, освен Vagina Corporation, активен си и во бендот Lufthansa. Така е. Бендот Lufthansa беше еден од 12 финалисти за регионалната награда Милан Младеновиќ. Така. Веројатно најголемото признание, музичко признание во доменот на рок музиката во овој регион. Да. 3 македонски бенда се најдоа во тоа финале. Да. Тоа е 25% рок критичари и музичари кои беа во жирито од Ю просторот велат дека се изненадени и воодушевени како од Македонија има толку добра нова музика. Па зошто од Македонија? Како од Македонија има толку нова добра музика? Во Македонија има многу паметни и бистри умови. Што многу често е тажно да се види, ама си одат поради некоја негрижа или поради тотална Обштествена апатија. Обштествена апатија, посебно кон младите, мислам. Знаеш, ја немам видено некој да се потруди нешто да направи за младината и не е ни чудо што толку многу млади луѓе одлучуваат да се заминат. А најчесто се нашите најбистри и најпаметни. Ги среќавате ли барем по свирките во регионот? Да, често. Во Словенија, например. Посебно во Словенија, да. Каде што има многу македонци кои студираат. И се повеќе има што одат да студираат. И затоа и во Словенија има некако најлудиот концерт што го сме го имале со Lufthansa беше токму во Словенија на Метелкова во Гала Хала. Беше како некој подвижен бран, онака. Колку и да лошо да свиравме, колку и да грешевме, беше тотално беснило и претпоставам дека беше и поради тоа што знаеш македонци и македонски студенти како се чувствуваат некако како дома. Ја направија атмосферата. Ја направија атмосферата, да, некако дома дојде кај нив. Но јас барем така сакам да го гледам. Да. Со Lufthansa имате објавено албум. Наскоро истиот материјал планирате конечно за љубителите на винил да го ставите и на плоча. Да, апсолутно, да. Колку сте близко до реализација на таа идеја? Прилично сме близко. Сега и Марко Печеновиќ, што е исто многу влијателен момак и другар мој, мислам и во сцената и да направи, мислам, он беше главен двигател на тоа, направивме лейбл Мртов конј, што излегува и од Гола планина колективот, но е некако по-специфично и сега преку лейблот Мртов конј ќе го издаваме албумот. Сега омотот, завршните делови ги концепираме. За фонтот, мислам дека последно бевме несигурни, ама ќе се среди тоа. Да, и одиме со таа do it yourself естетика, како ако веќе никој не те поддржува, мораш ти тоа да степен сам да го направиш. Да. И фали до некој степен таа култура во Македонија. Фалат спотови, фалат културни центри организирани од студенти, фали некое посилно студентско движење. А мислам дека се повеќе и повеќе се чувствува тоа отсуство и лутина и незадоволство од млади луѓе. И гнев, голем гнев и некако почнуваат работи да се движат. Подобра насока? Во некаква насока. Во некаква насока.
Па добро е што се движат во некако. Значи дека е добро, да. Значи, од Lufthansa очекуваме плоча, од Vagina Corporation подготовка на новиот материјал, некоја свирка во блиска иднина. Треба лайв сесија да снимаме со Lufthansa на како ја што сакам да кажам, Ксотел, исто одлична. Као голем дел од екипата што работеше на лайв сесијата на корпорација Vagina работи сега и во хотел. Затоа сигурно ќе биде Добро. добро, да. Фала ти многу за времето. Фала многу. И се гледаме у некоја следна прилика. Фала. Лука Јовановски, Vagina Corporation и Lufthansa.